Стереотипот дека комуњарите се мрзливи и не баш големи работници го уриваа досега непознатата информација дека нивниот прв лидер не се штедел себе си вградувајќи се во темелите на бившата ни држава. Неговите акцијаши со почит говорат за ударникот од втората хидроцентрала на Дунав. На Герда беше Бранко Цренковски, нашата бригада се викаше Цветан Димов од Кисела вода. Бранко беше човек кој во тоа време, мислам дека беше и ударник и работеше најмногу од сите. Ја мислам дека една третина од некој блок на Герда би изграден точно од него. Мислам дека по 50 до 70 блока у ден самиот местеше. И наредниот, тама неверојатно во идеолошката, туку во владината низа, кој се очекува да ја заземе премиерската позиција, најавува и бара акција. Ама од друг карактер, за која не е потребен толку тежок физички ангажман. За мене вистински патриотски чин ке значи ако до година крштеваме за 5 до 10% повеќе овдека во Делчево и Делчевско и венчаваме за 5 до 10% повеќе овде во Делчево и Делчевско, туку што тоа беше претходната година. Така што фаќате се за работа, тоа е и минато. Сепак, треба да се внимава, данокот на непроспиените ноги веднаш доаѓа за наплата. Впечаток е дека утрискиот термин повеќе не одговара на наметнатиот ритм. Вистинска среќа е само тоа што не постои доказ дека зевањето преку екран е заразно. Најверојатно во случај па на никој од запад не му одговара. Приказни за мали деца ни кажуваат овде и ние треба сега да веруваме. Ние треба во овој момент да расчистиме со самите себе си. Да и тоа е се. Ке се да вика. Али битно е да не фати корен. И ние до сега добра. Како се вика? Додека некој се обидува да се разбуди, друг веќе ја завршил работата. Просто е неверојатно колкава е лакомоста на македонските правораздавачи, штом како крушки паѓаат на добро смислената игра, ама на двократен изведувач на работите со прекар Малборо. 10.000 евра за судија кој што зима 5.000 евра плата, што се 10.000 евра? Или треба да има кредити, болни луѓе кај у фамилија, не дај Боже и така натаму, па да му требаат многу пари во моментот. Може да е местенка. А човек колку има ли дно? Па може и тоа да е. Незаситноста на вистина нема граници. Оти неа постојано и го отвара апетитот еден ист зачин. Има 3 букви, ама не е сол. Кеш, кешовина, знаеш што е кеш, Бошко? Не ми е јасно. Не се прави мутав, како не ти е јасно? И на крајот, за да нема никакви дилеми. Кој краде? Кај нас? Да. Кој стигне? Мислам дека правото е прашање кој не краде. Јас мислам дека и асистентките, секретарките крадат од спајалици. Време е да заврши оваа саботажа, а се друго изгледа треба и мора да почне од почеток. Ама не од ситните канцелариски материјали.